Во Штипската касарна се реновираат две згради за лесната пешадиска баталионска група. Станува збор за објекти кои се со старост од над 50 години и кои досега не биле соодветно одржувани. Реконструкцијата опфаќа нивна модернизација и енергетска ефикасност, истакна при денешната посета министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Се работи за целосно реновирање на објекти кои што се веќе постари од 50 години и кои што од стари и недоволно одржувани објекти ќе преминат во модерни и енергетски ефикасни објекти, каде што припадниците на армијата и особено припадниците на лесната пешадиска баталионска група навистина ќе можат да работат во многу подобри услови. Тука ќе реновираме две згради, веќе во теке реконструкцијата на првата. Веднаш на крајот, кога ќе привршува реконструкцијата, ќе се премине и на вториот објект. Ќе добиеме повеќе од 3000 метри квадратни, целосно реновирани, модерни, реков енергетски ефикасни, со целосен противпожарен систем кој што ќе гарантира изголемена безбедност. Зградите ќе бидат во функција на АРМ, но првенствено на така наречената неформална НАТО единица, чие што седиште е во Штип. Во Штип не случајно решивме да го лоцираме овој НАТО капацитет, лесната пешадиска баталионска група, бидејќи сметавме дека имаме и доволно младост и искуство, и дека имаме доволен број на припадници на армијата кои што ќе можат да ги постигнат неопходните критериуми. Инаку лесната пешадиска баталионска група на АРМ е најголемата национална единица, одредена да учествува во операции на НАТО. Истата до 2022 година треба да се подготви за целосна оперативна готовност.